Почитувани, дојдовме пред Министерството за финансии со 30 прашања за Нина Ангеловска, на кои што досега нема одговор. За колку стотици милиони евра ја задолживте Македонија од кога сте министер за финансии? Како ја доведовте Македонија до најмал економски раст во регионот? Зошто се плашите да ја доставите податоци побарани од заменик министерката Гордана Димитриевска-Кочовска? Колку денови во јануари бевте наплатени службени патувања? Дали е вистина дека сте се налутиле на ММФ, на Светска банка и на Европската комисија, што ви предвиделе помал раст од вашата проекција? Набројте 3 причини зошто водите нетранспарентна политика кон граѓаните. Знаете ли дека индустријското производство е во пад? Ќе ја терате ли докрај војната со приватниот сектор во Република Македонија? Како тоа? Капиталните инвестиции се ниски, а тековните трошоци зголемени. Каде е економскиот раст од 5% што го ветувавте? Со ваков раст, европскиот просек ќе го постигнеме за 100 или за 150 години. Набројте 5 од вашите лоши политики заради кои половина милион македонци живеат на работна сиромаштија. Нивото на странски инвестиции е најниско досега, но можете ли уште пониско? Лично ваша ли е политиката задолжи ја државата што е можно повеќе? Каде завршуваат позајмените милиони евра од задолжувањата ако нема ни еден проект? Горди ли сте што заради неискуството во економијата и финансиите ја уназадивте Македонија најмалку 10 години? Кој ве учи да не поднесувате оставка и докрај да ве запаметат дека не ве бива? Го проширивте ли вашиот бизнис откако се нафативте на министерска позиција? Дали е точно дека во вашата фирма сте исплаќале 200 евра плата на IT инженерите, а остатокот сте им го плаќале на рака? Знаете ли дека профитите на македонските компании се намалени и затоа стотина IT и други компании се иселија од Македонија? Колку точно млади избркавте од Македонија со вашите лоши политики? Ке поднесете ли одговорност по аферата игри на среќа на вашата компанија, спротивно на законите за наградни игри? Знаете ли дека со незаконска игра на среќа сторено е и кривично дело перење пари? Дали навистина брендот на вашата фирма е плагијат на американската компанија Групон? Како сивата економија достигна 40%, кога лани според Светската банка беше 25%? Дали сте слеп послушник на катастрофалните политики на Зоран Заев? Дали вршите подкуп на гласачи пред изборите со 6000 нови вработувања во администрацијата? Нормално ли е во Министерството да немате евиденција за согласности за вработување и ангажирање? Вистина ли испорачувате се што ќе ви побара Зоран Заев без проверка дали е тоа добро за граѓаните и за економијата? Со кое лице ќе се појавите пред граѓаните откако нема повеќе да бидете министер на 12 април? Почитувани, ова се точно 30 прашања на кои Нина Ангеловска нема одговори. Треба да одговори, а ќе се прифати доколку место нејзе одговори и Коста Петров. Ви благодарам.